Капацитетот на нашата држава за следење на она што значи повлекување на средствата за одредени транши или кредити кои што се по пат на одредени кредити од меѓународни финансиски институции и високата маржа на платени споредни трошоци за неискористените кредитни транши. Да речеме, би дал податок само за висината на платените споредни давачки за неповлечени кредитни транши за пругата Куманово-Бугарска граница, каде што имаме платено или ќе платиме 4,35 милиона евра за ненавремено повлечени кредитни транши или за изградбата на гасовод, каде што нашата држава има платено 3,9 милиона евра. Тука е клучното прашање, зошто и кој дозволил и зошто дозволил да не се повлекуваат на време средствата или зошто немаме добро планирање на капиталните инвестиции. Рамнотежното ниво на јавен долг во нашата држава, според сите пресметки, зборувам академски пресметки кои ги имаме направено, е некаде околу 56%. Академските истражувања покажуваат дека на секој еден денар зголемен приход, расходите се зголемуваат за 1,3. Тоа е последните 25 години. Значи никогаш ние не сме штеделе кога ги зголемуваме приходите. Ние зголемуваме приход, зголемуваме расход. Тоа е тенденцијата во нашата. Значи ние мора да сме под некој мониторинг институционален, како да кажеме, за да почнеме да намалуваме. Координацијата меѓу сите институции, како што се Државниот завод за ревизија, Државната комисија за борба против корупцијата, Инспекцијскиот совет и сите други институции на кои што заеднички практички треба да ги координира мојот кабинет за да можеме да воспоставиме механизми на внатрешна контрола. И тоа што го вика, што го вели професорот, да воспоставиме еден ефикасен, транспарентен систем на функционирање на институциите кои што го заслужуваат сите граѓани на оваа држава.